Јас се надевам дека вечерва ќе биде можеби последниот дел поврзан со каделниот олтар, затоа што во последно време премногу имаме за молитвата, значи имавме 2 поуки поред за молитвата, па на молитвен час често пати се обработуваат такви теми. Молам? Да, точно. Имаше еден дел во денешната поука од понеделникот, кога молитвите изгледаат неодговорени. Имаше таму причини зашто некојаш Господ не одговара на молитвите. Значи, не само што изгледаат, некојаш се неодговорени, Господ не одговара некојаш на молитвите, од причини што можеби не бараме по негова волја, можеби негуваме гордост, можеби негуваме некој грев, и така натаму. Значи, некојаш Господ навистина не одговара, односно, така речи, молчи. Не слушаме ништо од Него. Не дека така ни се чини, но не дај Боже да дојде христијанинот во една таква состојба. Вечера ќе разгледаме 2 случаи од Библијата, и не само тие, но, знаете, општо гледано, иде денот, иде часот кога ќе заврши милоста на оваа земја и навистина Господ тогаш ќе замолчи. Тогаш навистина било каква молитва нема веќе да биде одговорено. Зошто? Затоа што ќе нема веќе посредничка служба на небото. Значи, нема кој да ги принесува молитвите. Во тој контекст некако во Откровение 8.1 кажува, и кога го отвори 7-миот печат, настана тишина на небото, вика околу половина час. Значи, ќе дојде време кога Господ навистина ќе замолчи, меѓутоа додека трае времето на милоста, се уште има шанси човек да се покае. Во Исаија 55 глава 6 и 7 стих ни вели Светото писмо, односно Исаија, пророкот Исаија: барајте го додека се уште има време. Барајте го Господ додека може да се најде. 6 стих, значи додека се уште има време. Повикувајте го додека е близу. Безбожникот нека го остави својот пат, а неправедникот своите замисли. Нека се врати при Господа, кој ќе му се смилува кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи опростувањето. Инако заборив да го спомнам, но следната поука ни е за верата, да имаме вера, а за Јани има таман погодена тема, ти си после мене, гревот, Евангелието и законот. Да, после, како доаѓа следната сабота, кој датум е? 23, па на 30, да, точно, крајот на мај. Убави теми. Значи, треба да го бараме Господа додека се уште има време, а време се уште има, меѓутоа не знаеме до кога. Зошто Бог некојаш молчи? Сега да видиме во случајот и во животот на Саул, зошто Господ замолчал. Да отвориме во 1 Самуилова, или како доаѓа таму во другото Прво царство, да. Знаете, Саул колку многу го слушал Божиот пророк, додека овој бил жив, и сега откако умрел, во 3 стих, 1 Самуилова 28 глава, вели, Самуил беше умрел и сиот Израел го оплака, тажејќи по него. Го закопаа во неговиот град Рама, а Саул ги беше истерал од земјата сите повикувачи на духови и врачеви. Значи, предходно направил реформа. 28 глава, 1 Самуилова, 28 глава од 3 стих, па некаде до 7 ќе читаме. 4 стих, додека филистејците се собираат, значи сега закана доаѓа од филистејците, се собираат да дојдоа да се влогорија кај Суним, Саул ги собра сите израелци да се влогори во Гелвуе. Кога Саул го здогледа филистејскиот логор, се исплаши и срцето му затрпери силно. И 6 стих вели, Саул го праша за совет Господа, но што вели? Но Господ не му даде одговор.
И тоа додава ни во сонништата, ни преку Уримот, ни преку пророците, од никаде. Молк. Затоа Саул рече на своите слуги: побарете ми жена која повикува духови, за да одам кај неја и да ја прашам. А слугите му говори: еве во Ендор има една жена која повикува духови. Сега ја знаем историјата, натака. Значи, кутриот Саул до кој момент дошел во својот живот да бара совет од мртвиот Самуил, не го слушал доека бил жив. Сега, кога дошел тежок момент во неговиот живот, меѓутоа барал, но Господ вели не му даде одговор. Зошто Господ молчи? Во Матеј 23:34, че малку сега во Новиот Завет, стих, Матеј 23:34, еве што ни кажува. И ово не било, Саул не бил исклучок. За жал, израелците често пати и нивните цареви не ги слушале пророците, и затоа и самиот Исус во Новиот Завет често пати ќе каже: па така ги гонеа и пророците пред вас, значи вистинските пророци. Затоа еве, јас ви праќам пророци и мудреци и книжници. Од нив едните ќе ги убиете и распнете, а другите ќе ги бичувате во вашите синагоги и ќе ги гоните од град до град. Зошто е тешко, толку тешко да се послуша живиот пророк? Па и Елен Вајд, мислам, искуството со Елен Вајд било исто така во нејзино време. Доека била жива, знаете, била и протерана во Австралија на некој начин. И еве и овде Саул не само што не го послушал Самуила доека овој бил жив, туку и убил 85 господови свештеници, што кажува за него. А пророците всушност се што? Божји гласноговорници, значи пароли. Значи, 2 Петрово, да отворим сега во 2 Петрово, 1 глава, 19 до 21, што ни кажуваат овие стихови. 2 Петрово 1, 19 до 21. И така имаме потврсто пророчко слово, а вие правите добро што внимавате на него, како на светило што свети во темно место, додека не осамне денот и деница засвети во вашите срца. Знаете го ова пред се, ниедно пророштво во писмото не може да се толкува како кој сака, зашто никогаш пророштво не дошло од човечка волја, туку светите Божи луѓе, пророците, зборувале носени од Духот Свети. Самуил бил еден од тие свети Божи луѓе, исполнет со Дух Свети, но Саул се покажал како тврдоглав, страшно тврдоглав и непослушен. И знаеме дека истиот Саул, кој што започнал добро и бил исполнет со Дух Свети, на крајот Дух Свети ќе го напушти, ќе дојде до овој момент. Зошто Господ молчи во неговиот живот? Па затоа што тој не го слушал Божиот пророк. Што може Господ повеќе да му каже? И живееме во време кога таа е тенденцијата, за жал, не се слуша Божиот пророк. Па потоа се чудиме зашто некои работи одат така како што одат. Бог, вели, со Саула имал многу трпение, ево е цитат од Патриарси пророци 6:79 страна, Бог со Саула имал многу трпение, иако неговата непослушност и непокорност наполно го замолкнале Божиот глас. Внимавајте сега колку е голема Божјата милост. Значи, иако Господ толку многу го трпел и иако неговата непослушност и непокорност наполно го замолкнале Божиот глас, во неговата душа сепак се уште постоела можност за покаяние. Господ се уште му давал можности да се покае. Оно што го спомнав претходно, значи, Исус во Матеј 10 глава, кој станал збор за пророците, Божите пророци, во 10 глава во Матеј 40 и 41, видите што вели. Кој ве прима вас, ме прима мене, вели Исус на учениците. А кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил. 41. Кој прима пророк во име на пророк, ќе прими пророчка награда. И кој прима праведник во име на праведник, ќе прими праведничка награда. Значи, ако не го примаш Божиот пророк, ти не го примаш Бога, ти го одбиваш Бога.
Затоа што пораката Божија одбиваш, го одбиваш неговиот гласноговорник. Тој ги праќал пророците, ги избирал пророците меѓу народот токму за тоа, за да проговори преку нив. И сега, логички е дека ако не го примаш пророчкиот совет, всушност тоа е отфрлање на Божиот совет, на Божјата порака. И што вели сестра Елен Вајд понатаму во Патриарси и пророци, вели го отфрлил советот на пророкот Самуил, го протерал Божиот избраник Давида и ги убил господовите свештеници. Зар тогаш можел да очекува одговор од Бога кога сам ги прекинал сите патишта што го поврзуваат човекот со небото? Сгрешил против духот на милоста и зар тогаш можел да добие одговор на сон или со Господово откровение? Саул не му се обратил на Бога понизно и со покаяние. Тој не се молел за проштевање на гревот и за помирување со Бога, туку за ослободување од своите непријатели. Тој сам се оддалечил од Бога со својата тврдоглавост и бунт. Кај Бога можел да се врати само со покаяние и понизност, меѓутоа горделивиот цар и со својот страв и очај и во својот страв и очај решил помош да побара на друг извор, затоа што не добил овде. Видите, таа тврдоглавост и таа гордост за која што нели имавме поука, колку може да е страшна и докаде може да го доведе човек. Значи, не примал советот Самуил додека овој бил жив, знаеме во какви се ситуации. Го гони Давида цело време, Давид кој што е веќе помазан за цар. Ги убил господовите свештеници, па што довеш можел да очекува? Па да, за жал, отишел да ја слуша гатачката, значи, веројатно некоја останала кој што тој не ја пронашал на времето, кога правил чистка, реформа, да. Па му ја кажале. Еве како денеска во пуката ми се беше спомнато да не само оние 7.000, него како беше оној слугата во дворот на Ахав, кој што сокрил по 50 пророци во 2 пештери, така беше, да, исто. Да, секако. Страшно е, тоа е уште еден случај, што се случувало кога ќе царува некој таков. Денеска, да, Ивана спомна, во суштина не царува Ахав, царува Језавел. Тоа е факт. Таа ги водела работите. Значи, еве сега го видовме Саул, имаме уште еден ваков пример во Новиот Завет, тоа е Ирод Антипа. Во Матеј 14 глава, знаете, Јован Крстител веќе му е отсечена главата, е мртов, но се појавува Исус и Ирод слуша за Исуса и се исплашил. Да не е овој Јован Крстител да е воскреснал, затоа што не му е чиста совест. Иако он имал некоја почит кон него, да, се плашал, затоа што нели народот го сметал за пророк и така натаму во овој стихови баш тоа го спомнува. И он до крај не се осмелил да ја заврши работата до крај, меѓутоа повторно тука во овој случај жените ја завршиле работата, за да му ја отсечат главата на најголемиот меѓу пророците, како што се вели. Значи во Матеј 14:1-5 вели: во она време четворогласникот Ирод го чу гласот за Исуса и им рече на своите слуги: тоа е Јован Крстител, тој воскреснал од мртвите и затоа силни дела действуваат во него. Зашто Ирод го фати Јована, го врзе и го стави во затвор заради Иродијада, жената на брата си Филипа, бидејќи Јован му велеше не ти е дозволено да ја имаш. И сакајќи да го убие, не се боеше од народот, зашто го држеше за пророк, го сметаше за пророк, сепак. Но, имаше некоја старопочит, но, како што кажав, жените заврши работата. И сега, што се случува во Лука 23 глава, кога треба да му се суди на Исуса, Лука 23, од 6 стих, интересно ова како си го префрлаат случајот, знаете, Пилат и тој имал грижа на совест, дури самиот кажал дека е невин, не наоѓам вина од човекот во Исуса. И ама му текнало што вели, кога Пилат го чу тоа,
праша дали тој човек е галилеец, и кога научи дека е од Иродовата област, го испрати при Ирода. Да се откачи он, па Ирод таму нека му ја мисли. Да. Кој во тие денови исто така беше во Иерусалим. А кога Ирод го види Исуса, се зарадува многу дека одамна имаше желба да го види, зашто беше слушал за него и се надеваше дека ќе види некое чудо направено од него. И сега 9 стих. И му поставуваше многу прашања. Кој знае колку прашања? Но тој не му одговори ништо. Бог молчи. Страшно е, кога Господ ќе замолчи, е страшно. Не е ни чудо зошто. Меѓутоа ќе прочитаме подолу. Добро, толку доволно не мора понатаму да читаме. Еве што вели Елен Вајд во Копнежот. Ирод го гневел ова молчење. Навидом тоа значило потполна равнодушност кон неговиот авторитет. Како може нему некој да му молчи, да поставено прашање? Тоа редица прашања кој некој. За суетниот и горлив цар, значи е повторно суета, гордост, тврдоглавост. Отворениот укор би бил помалку навредлив отколку такво неуважување на неговата личност. Значи ова го сметал за страшно непочитување кон него, да молчи. Христос можел да му каже на Ирода такви зборови што би ги пробиле ушите на овој закоравен цар. Мислам дека, окей, тоа е 730 страна од Копнежот. Значи, Христос може да му каже на Ирода такви зборови што би ги пробиле ушите на овој закоравен цар. Може да го исполни со страф и со трепет, прикажувајќи му ги сите беззаконија на неговиот живот и стравотијата на казната што му се приближувала. Но знаел дека нема ефект, џабе ќе било. Но со своето молчење, и ова е исто битно, Христос му упатил најстрог укор. Значи, нема што веќе, џабе е. Ова се страшни моменти, значи, кога Бог ќе замолчи и тоа знаеме докај сме дошли. Но со своето молчење Христос му упатил најстрог укор. Ирод ја отфрлил вистината што ја изложил најголемиот меѓу пророците и затоа не требало да добие никаква друга вест. Значи, тој не го послушал најголемиот меѓу пророците, дури дозволил да му ја да го убијат, да го екзекутираат, значи под негова власт. И тогаш вели, затоа не требало да добие никаква друга вест. Небесното величество за него немало ни еден збор. Крај, толку. Заврши. Страшно. Но гледаме, значи во двата случаја и Саул не го слуша Божиот пророк, Божиот гласник, овде исто Ирод не го слуша Божиот пророк, најголемиот, и нема што Господ понатаму да каже. И ова се драматични случаеви, кои што ги спомнав и ги спомнуваме за да се поучиме од нив. Не дај Боже Господ да замолчи вака во нашиот живот, но се случува некојаш и кога и не сте вака тврдоглави, не сте горди, може би сте послушни, напротив, значи сте добри христијани и така натаму, изгледа, ајде така да кажеме, како што вели во пуката, дека Господ молчи. Вие се молите, може би некојаш и со години, и Господ молчи. Најнапред да споделам една мисла интересна, вели, атеистите не се молат, од се плашат дека Господ ќе им одговори. А христијаните не се молат затоа што се плашат дека Господ нема да им одговори. Значи, како што денеска Ивана спомна, значи треба да си го испитаме сите својот молитвен живот, меѓутоа не треба да се плашиме. Господ рекол, слободно треба да дојдеме и да побареме од Него се што не треба, меѓутоа некојаш, може би од некои причини, може би имаме и проблем во животот, како што се наведува денеска, грев, било што, не сме му простили на некого, гордост во прашање и така натаму, Господ не одговара на молитве. Меѓутоа, може би некојаш и се е окей во нашиот живот, а пак Господ молчи. И како сега? Тоа се малку
тешки прашања за одговор, како што вели Авакум во својата книга, или Хабакук, во првата глава од 2 до 4 се сеќавате онаа криза во Израел, тогаш нити прва, нити последна. До кога, Господе, ќе викам за помош, а ти да не чуеш? Авакум, Божиот пророк. Да викам кон тебе насилство, а ти да не спасиш. Зошто ми ја покажуваш неправдата пред очи? Зошто го следиш, го гледаш угнетувањето? Грабеж и насилство се пред мене, расправија и раздор беснеат. Зато законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Да, злосторникот го гони праведникот, затоа судот излегува изопачен. Зошто, Господи? Зошто? Кај си, молчиш, те нема, не реагираш. Како да го објасниме ова? Значи, и покрај се, вие сте окей, сметате дека сте окей, а меѓутоа Господ молчи. И сега прашањето, каде е тогаш Господ? Дали е тука, дали не слуша, што е работата? Да се обидиме да одговориме на овој начин. Односно, прво да поставиме прашање. Ако се прашуваме ние каде е Господ во нашиот живот, во такви ситуации, каде беше Господ додека Исус висеше на крстот? Што каже Исус на крстот? Или лама савартани. Господи, зошто ме остави? А кај беше Господ? Го остави? Да. Видите што вели? Во Копнежот исто. Исусовите непријатели го излевале својот гнев врз него додека висел на крстот. Свештениците, поглаварите и закониците му се придружиле на джганот, подбивајќи му се на Спасителот кој умирал. Знаете, кога му велеле, па ще симни се од крстот, па спаси се, па ова, па она. Ако си Божи син, при крштевањето и при преобразувањето, знаете каква манифестација, значи се слушна Божиот глас, се симна од Светиот Дух во вид на гулаб. Значи се слушна гласот со кој Бог објавил дека Христос е негов син. И при крштевањето, значи и при преобразувањето. Повторно, непосредно пред Христовото предавство Отецот проговорил, потврдувајќи го неговото божество, но сега гласот од небото молчал. Исус е на крстот, Бог молчи. Но, дали тоа значи дека Бог не е тука или? Што вели друг цитат од Копнежот. Во тој густ мрак, знаете, кој се затемнило, колку беше 3 часа било мрак, или 6 часа беа, како беше? 3. Во тој густ мрак било скриено Божјето присуство. Од мракот си создал себе си за солниште и ја сокри својата слава од човечките очи. Бог и неговите свети ангели биле крај крстот. Бог бил тука и ангелите. Отецот бил со својот син, сепак неговото присуство не било откриено. Кога би засветлила од облакот неговата слава, би го уништила секој наблюдувач. Во тој ужасен час Христос не можел да биде утешен со присуство на Отецот. Сам газал во кацата и никого немало од луѓето крај него. Значи, каде беше Господ додека Исус висеше на крстот? И Господ молчеше, да, ја прочитавме, и тогаш молчеше. Ама Господ беше тука. А што вели во Лука 9.23, Исус вели, Лука 9.23, на сите им зборуваше, ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си, нека го земе својот крст, секој ден и нека ме следи. Господ не повикува дека и ние треба да носиме свој крст. Па и он на крстот, во таква ситуација, се случи во таа ситуација, која беше најтешко навистина, Господ молчеше. Меѓутоа, тоа не значи дека Господ не е тука, Господ не е со вас, Господ со причина некојаш молчи. Може би некојаш треба сами да газиме во таа каца. Што вели овде стихот? Со причина, Господ знае зошто. Но не смееме да се обезхрабруваме, да забораваме. Господ не оставил, Господ е тука. Може би Господ се сокрил, како во овој случај со Исуса, меѓутоа не оставил, не заборавил. И изгледа, може би, да, молчи, нема одговор на молитвата, меѓутоа запрашете се тогаш кога ќе ви дојде такво некое прашање, немате одговор на своите молитви, каде е Господ? Каде беше Господ кога Исус висеше на крстот? Тука беше. Со причина молчеше.
Господ знае зашто молчи. Некојаш во нашите животи. Низ такви мигови некојаш во животот највеќе се калиме, значи највеќе растеме и не е за чудо, еве со овие стихови да завршам, од неодамна ги имавме во проучување на поуката за Филипјаните. Павле вели во 3 глава Филипјаните од 8 до 10 да се подсетиме зашто Павле посакува да има учество во Христовите страдања. Да, значи, неминовно е и самото носење на крстот, значи да поминеме низ такви некои страдања и моменти кога ни се чини дека и Бог молчи во нашиот живот. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба, замислите си, сите оние звања негови, факултети, член на Синедрионот, така натаму, почитуван. Се сметам за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се, и се сметам за отпад, за да го придобијам Христа. Ништо поважно немало за него од тоа да го придобие Христа и да се најдам во него, немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата, за да го познавам него и силата на неговото воскресение и учеството во неговите страдања, станувајќи сличен на него во неговата смрт. Денеска си спомнем во пуката, да, ние секојаш треба да имаме тесна заедница со Бога, меѓутоа Господ знае какви сме, па некојаш дозволувате такви моменти, носење на тој наш крст и проблеми, затоа што знае дека во тие моменти највеќе ќе се подпреме на него и ќе бараме помош од него. И ја чувствуваме тоа зависност од него највеќе. И да, сега до нас е да се научиме да тоа не биде само тогаш, туку да биде постојано. Знаете, тоа е проблем во било што во нашиот живот. Еве, запрашате се зашто во било што, ајде сега да не спомнувам пример, да не се најде некој. Сакате нешто да постигнете и ќе пробате малку, ќе терате 15 дена, 20, не знам што, и толку ќе се откажете. Било што и да е. Треба да бидеме постојани. Кој ќе се зафатиме за нешто, ако сакаме да постигнеме резултат, ние мораме да бидеме постојани. Слушате и експерти кажуваат за било што. Земете некој спортист, како постигнува резултати? Се воодушевувате на некој. Новак Џоковиќ, 40 години скоро човекот, уште тамо трети, четврти на АТП листата. Како постигнува тоа? Со макотрпен труд, со работа, со вежбање, со... Не е тоа само еднаш, два пати, после ке... Не. Така и во нашиот духовен живот и во било што, постојаност ни фали. Значи, не само кога ни е тешко, не, со Господа треба да имаме тесен однос, а денеска видовме, еви, сега гледаме дека молитвата е таа, начинот како може да го постигнеме тој тесен однос и да не забраваме уште еднаш пораката од оваа тема, за мене и за сите нас би требало да биде дека ако некојаш чувствуваме и гледаме дека Бог молчи, може тоа да биде и подолго време, да знаеме дека тоа е со причина. Зошто? Молчи. Но не заборавам. Освен, не дај Боже, и не посакувам на никого да паднеме во ситуацијата на Саул или на Ирод, меѓутоа ги земав како примери за да видиме докаде може наистина да стигне човек, ако не го слуша Божиот пророк, ако не ги слуша Божите совети преку Божите избраници, тоаш нема што да бараме нешто многу. Нека Господ не води понатаму во нашите животи, да му бидеме послушни, да ние него го слушаме, потоаш и он нас ќе не слуша. Слава нека му е. Амин.